Во многу наврати во минатото укажавме дека пред започнување на процесот, односно пред започнување на постапката во собранието, ќе разговараме со сите политички чинители, со сите политички партии кои што имаат представници во парламентот, така и ќе биде и овој пат. Нашиот план е соочување, односно прикажување на нашите аргументи, факти, дека ова е важно и добро да го направиме за да го продолжиме европскиот пат на државата. Нашиот план е да разговараме со сите политички партии. Верувам дека од она што и веќе го слушаме, голем број од политичките партии, голем број и од пратениците, она што го говорат и походниците, дека ќе се одважат и ќе гласаат за уставните измени. Така да одговорот на вашето прашање дека нашиот план е да разговараме со сите, токму оваа влада и во изминатиот период посочи дека е важно да се разговара со сите политички чинители, со сите политички партии, затоа што ова е нешто што им го должиме на граѓаните. Европскиот пат мора да продолжи и нашата држава да биде интегрирана во Европската унија. Дали имате најава од некои пратеници на ВМРО ДПМНЕ дека ќе гласаат за уставните измени? Јас не би шпекулирал, само укажавме дека како одговорна политичка партија сите аргументи ќе ги изнесеме на маса, ќе разговараме со сите политички чинители, затоа што е важно, ќе повторам и ќе потенцирам. Важно е да го продолжиме европскиот пат, затоа што е тоа наше ветување пред граѓаните дека Република Северна Македонија час поскоро ќе биде дел од Европската унија. Ќе ги продолжи преговорите и ќе биде дел од Европската унија. Благодарам многу. Благодарам.